Уживавме навистина во овие изvedби на хорот Вања Лазарова или може да кажеме слободно еден мини концерт или предновогодишно расположение овде во нашето студио и одвоивме малку повеќе простор за музика и за тоа што тие најдобро знаат и умеат да го прават покрај на вистинско уживање во овие години од животот за кое што нели сме зборували и во наши минати изданија. Но хорот Вања Лазарова секогаш во одлични прилики и во особено вакви денови дополнително да го зголеми нашето расположение, па така и во нашето студио и ќе може во продолжение да позборуваме за тоа како ја испраќаат 2025-та, како ќе ја дочекаат 2026-та и што се останува од самиот хор, но и во спомените се разбира на членовите. Заедно со нас во разговорот Ленче Чолаковска, председател на клубот на пензионери и активист на ансамблот за народни песни Вања Лазарова, Митко Џаџовски, раководител со оркестрот и Кире Даскалов, член во ансамблот, кој што меѓу другото го испее и дуетот со сопругата. Така. Добро утро, добро утро на сите. Добро утро. Добро утро. Ви благодариме многу за поканата. Вака убаво да ве расположиме и малку и гледачите. Јас само да ви споделам дека веќе ни пристигнуваат коментари по социјалните мрежи како уживаат ова понеделнично утро заедно со програмата на Телма и со она што вие како еден мини концерт баш како што каже Иван имавте можност да ни го понудите. Ви благодариме за тоа. Баш се радуваме, ни е мило што еве такви коментари пристигнуваат. Се надеваме и ние дека ќе ги добиеме истите коментари по SMS пораките на нашите телефони. Многу ми е драго што сме денес тука. Весело да си ја поминеме. Оваа година многу работна ја поминавме, стварно многу. Која ми постави еден новинар сега скоро на една телевизиска куќа колку пати во годината имате концерт, јас го избегнав одговорот затоа што ако кажам некоја бројка може да излажам, а тоа не ми прилега. Не може да ги доброите. Точно, не сакам да. И сега имав една обврска и во тефтерот кај што запишувам се читам, Боже, реков, оваа година сме ја направиле, значи работно. Доаѓа во неделата да имаме по 3 настапи. Тоа се стварно многу. Им благодарам на сите членови. Овдека сме дел од ансамблот Вања Лазарова. Меѓутоа, како издржа, не знам. Колку членови вкупно брои ансамблот? Па 40 членови сме што пееме во ансамблот, иначе околу 50 на души сме во клубот, нели? Да. Редовни се 2 пати во неделата се состануваме. Сега ја активиравме, мислам, ние имавме играорна група, меѓутоа сега пак почести проби. Сакаме и во тој дел малце да се промовираме, како да кажам. Инаку во последно време сме застапени. Многу ми е драго што сме поканувани од повеќе медиумски куќи да им направиме ваква прослава. Пред нова година сме многу ангажирани, значи. Идеме и по старските домови да осетат и оние на таква убава атмосфера, весела, да ги израдуваме и нив, да сознаат дека иде некој празник, они знаат, меѓутоа е друго, вака кој ќе се развесели, кој ќе заспри музика, да. И тоа ти е тогаш полна душата кога гледаш како и они сакаат да се расположат и умеат во тоа. Иако се во тие домови згрижени, сепак она нивното си останува и вредноста што ја имаат, да изработуваат новогодишни базари, имаат прекрасни производи права, значи се уште се корисни. И тоа го исполнуваат во секоја прилика каде што умеат тоа да го направат и да си го искажат она што го имаат во себе. И тоа е веројатно најголемиот благодет кој што го добивате со целокупното ваше постоење како хори, со таа дружба и таа дисциплина која што имате, на која што верувам можат да ви позавидат и многу помлади генерации или помладите генерации, бидејќи навистина не е едноставно, особено во денешно време, да се воведе ете тој ред на редовни проби, дури кога се договараме за гостувањето, вие толку брзо се договарате, се организирате, што е баш така, фасцинантно. Дисциплината многу значи во вакви колективи кај што се повеќе луѓе, ако нема дисциплина нема ни работа, нема успеси, нема ништо. Вистина е, мора да ги пофалам сите членови и оркестарот и хорот. Значи, ептен ако некој има некоја обрска секогаш постојат случаи така не може да се одбегне, меѓутоа се одговорни и прецизни и точни. Додуше некогаш ни направат гужвите градски проблем, па малку каслиме
со Но тоа не е со до вас. автобусите, али тоа не е до нас. Да. Предани се посебно за оркестарот, можам да речам, Врвни. ние имаме тука и музичари кои се озбилно бават со таа работа, кои снимаат, имаат свои студија, имаат настапи свои, компонираат, песни прават, така. И текстови пишуваат. И наоѓаат време, значи, да се посветат и тука и да не отсустваат барем колку е тоа можно. Сета работа околу припремите на песните, изведбите ги работиме углавном заедно сите на предлози од хорот, од оркестарот, како кој ќе Сите најде. сте сложни и тоа се гледа и во изведбата, да. Нема, ние не сме доживеале да дојде до некоја недоразбирање некој па да се налути еден на друг. Стварно живееме како едно семејство, нераздвојни сме и во дружбите и надвор од работата што ни е основна, пробите и настапите и еве сега на 28. Ви очекува ли нешто до крајот на годината? Спомена Ленче, ќе биде ова навистина успешна, активна година која што ќе ја заокружите. Апсолутно. Но до крајот на годината имаме уште некои десетина денови, видите доста запатен. За сега имаме уште еден настап утре ќе имаме во Црвениот крст во Чаир, во Дневниот центар на Црвениот крст секогаш на крајот на годината прават забава на тие што се членови што се во дневните центри, ги има многу, во секоја општина има дневен центар и ние како вака атрактивни, познати сме секаде застапени и поканети и сакаат со ваков оркестар кој не би сакал да се забава. Така е, се сложувам. Да, Кира, имавме вас можност да ве слушнеме во дует со сопругата, така? Да. Лажам, колку ви представувајте посебно можеби доживување така кога имате можност надвор од хорското пеење да бидете подоминантни на сцената, би рекла, ако можам така да кажам. Дали сами бирате кои песни ќе ги пеете како дует? Не ни е проблем за репертуарот. Бидејќи ова наше поднебе изобилува со разновидна музика која е прекрасна, разновидни ритмови кои се за другите околу нас, мислам на другите држави, несватливи, неразбирливи. Поготово деветосминскиот так, например, и така. Иначе, јас и супругата сме во ансамблот Вања Лазарова веќе 4-та година, ја мислам, и се трудиме да, пееме со сите, со хорот и настапуваме као дует. Иначе, што се однесува до ансамблот Вања Лазарова, ја мислам дека тоа е еден од ансамблите кој е најмногу ангажиран во држава. Нема телевизија на која не сме учествувале, на која не сме биле гости и така. И што се однесува до работата, стварно, мислам, сите членови се безпрекорни, дисциплинирани и предани во работата. Оркестрот е феноменален и ја мислам на Ленче да ја потсетам дека она CD што го спомнуваме, ако сега не го направиме со овој ансамбл, со овој оркестар, приликата ќе биде изгубена. Голема ми е желбата. Имавме многу ветувања, меѓутоа тие ветувања повеќе им удривме реклама по медиумите, а ништо не добивме од тоа. Знаете како се надевавме на нешто. Меѓутоа не сакам веќе да зборувам затоа што сега имаме свој ансамбл, свој оркестар прекрасен што може да снимиме, па ќе се снајдеме некако. Јас, како и обично, сите организации што ги правам со голема љубов, со стварно преморот е голем. Значи, на крај кога ќе се заврши сето тоа, значи ти се отпушта душата и си среќен, па може некоја солза да ти пушти окото од радост, како што беше концертот, што го правивме завршниот концерт на годината. Крајот мислам дека ни беше прекрасен, со една преубава наша македонска бисер балкански песна, ние облечени во селска носија, па со тапанот нашиот љубе која затропа со тој тапан,
Тоа беше фешта невидена, па натапан, па со македонското знаме, тие моменти не се Ленче забораваат. беше качена на тапан. многу. До таму стигнала До атмосфера. таму Така стигна и кога видов, значи, тие распијани, разиграни од публика и нашето членство, од радости доаѓа. Забораваш на сета мака што си ја вложил и труд, значи забораваш. Знаете како Да, лек за се велат Така. и веројатно дури за и во такви ситуации и кога има одредени предизвици и кога ќе се запее и во целото друштво на ансамблот се поминува, велиме, а претпоставам дека истиот ефект го имате и кај публиката. Да. Кај оние кои што се присутни на вашите Присутни се, публиката е, како што реков, распеана, разиграна цело време со нас кога пееме, кога на крајот се игра, сите концерти ги завршуваме со последниот настав да ни биде песна што може да се заигра и ние членовите и публиката и тоа е едно убаво нешто да го гледаш, тоа е прекрасно. Она што сакав Кира да го потенцирам кога веќе споменавте дека Ленче била качена на тапан, е дека многу би била поубава сликата во нашето опкружување кога сите пензионери би уживале во пензионерските денови вака како вие што уживате. Кога сите би имале можност и прилика да водат Имаат еден можност ваков... да гледат и да учат од нас, многу. Ете, таман вие ќе бидете примерот. Една новинарка, една водителка на телевизиска куќа ми рече, знаеш што, Ленче, многу жени би сакале да бидат како тебе. Јас викам, секој може да биде како мене, ако се вложи во тоа што го сака, да го работи со љубов и да се ангажира максимално, значи. Ова работа си бара, значи, многу труд. Ангажман. Многу одрекнување од Меѓутоа, како што знаете, вие ги правиме, еве, емисијата ја правиме за 2-3 минути, готови сме. Тоа си го прави самото искуство, години се поминати со работа, така да е терет, меѓутоа многу лесно се снаоѓам во тој дел. Така, сосема е природно да го забележи тоа никој, особено кога се работува со вас и тоа и што го споменав се забележува таа дисциплина, точност, прецизност и професионалност на некој начин и тоа е токму заради таа константа или тој ангажман кој што го имаат сите членови. Ќе се најдат изговори многубројни за некои кои што можеби сакаат, па не сакаат, па една или друга или трета причина, но ние имаме реални предизвици, особено во овој зимски период, кои што меѓу другото еве вака сетот еден друг аспект ќе се осврнеме. Предизвици во смисла не е ова кој што не се случува. Имаме аерозагадување, имаме, рековме, ако се досни може да се досни од метежот, особено во главниот град и така натака. И сега многумина може да речете, па јас не можам да пеам од гласот заради тоа што нели нормално дишеме таков и таков воздух, не можам да стигнам, тоа и тоа ме чека и така натака, но некако како велиме, ако сме свесни и го сакаме тоа што го правиме, сето ова останува за нас, односно во сенка. Така. Ние сме како поштарот, и да врне и да вее, мора поштата да се носи. Исто да сме ние. Затоа ние сме еден тим весели луѓе, што можеме да направиме една атмосфера весел, колку и да не е, ние ќе направиме, значи, со таа позитивна енергија што имаме, сите распијани, значи, джубокс. Знаете што е джубокс, значи нема песна што не ја знаеме, нема да се засвири нешто ни одма. А како го правите репертоарот секаде каде што одите, заради тоа што ако се тоа многу работи, многу настани, многу места, нели треба да се Јас им кажувам, значи, оваа недела имаме тоа, оркестарот си е тука, се договара, таму имаме 3 песни, таму имаме 5 песни, така да они си го, да не се настапува со исти песни, за тоа водиме сметка. Да се песните, да не се повторува, да не во исто студио. Задачата си ја има Митко, со оркестарот се договара. Одредено за час не е проблем. Не е проблем. Кога сме спремни, имаме голем репертоар на песни, кога сме спремни, не е проблем за нас, не представува, да. Да, видите, убава беше оваа 2025 година која што полека ја испраќаме со добра енергија и позитивна мисла ќе влезете и во новата 2026, можеби со желба тоа цеда да се оствари како чисто како еден спомен за сето она што сте го правеле и за идните генерации кои што би го слушале сето тоа, но прашањето ми е како ќе ги поминете празничните денови, дали тогаш уживате да бидете во кругот на семејството, да бидете вистинските баби и дедовци, како што секое семејство си ги има и ги ужива тие денови поминати со семејството. Секоја година, значи, ние сите
членови Верувам дека кршите липчи за во Василица, ансамбл. така ни почнува наредната Да. година. Наредната година, 2026, значи сега си правиме заедничка веселба. Си имаме резервирано ресторан, сите си одиме таму, се забавуваме, да се издуваме, што се вика, да се посветиме на самите И себе. потоа имате малку одмор, тие денови сакате да кажете во... Јас нема да имам одмор, пак сум со тефтерот и запишувам, организирам нешто. Сега приоритет ќе ми биде, најголема желба ќе ми биде да се сними тоа наше CD, овие убави песни да се стават во репертоарот. Во преговори сум. Морам голема благодарност да искажам јавно на нашиот секретар на Црвениот крст на град Скопје, господјата Сузана Тунева, која ни е голема поддршка во се. И во опремата што ја имаме, гардеробата што ја носиме, па сега се надевам дека ќе ни помогнат и околу ова CD, меѓутоа пак морам да молјакам. Единствено она ме разбира и ми ги знае проблемите, не следи. Јас сум изненадена кога ќе се јави, кога ќе ми се јави на телефон, ќе ми каже прекрасни бевте. Само вака продолжете. Тоа многу нас не значи. Секогаш убавиот збор, мотивацијата, поточно тоа кое што мотивира, и поддршката, се разбира дека е нешто најголема поддршка, значи треба секогаш да имаме поддршка сигурна која вие, за да знаеш да се мотивираш да правиш повеќе и повеќе. Она е презадоволна, не само она, и другите што се во Црвениот крст. Сега бевме поканети во Црвениот крст прославата на волонтерите, каде што јас како долгогодишен 38 години волонтер во Црвениот крст добив благодарница. Исто така настапивме со ансамблот и ансамблот беше закитен со една благодарница од Црвениот крст. Тоа е знак дека сепак они не пратат и не помагаат и се надеваме само на нив. Од таму и потекнуваме и затоа сме во нивните раце, како да кажам, за поддршка. Некаде сме пред крајот, само ако може околу празниците, дали ќе работите или ќе едноставно уживате со семејството и со најблиските? Па, како баби и дедовци, сите што сме овдека, нема девојчиња си ги викам, стварно ми се прекрасни, меѓутоа сме сите баби и дедовци. Сепак ќе бидеме со фамилијата. Малку ќе им дозволиме да прошетат. Некој што ќе шета, некој што си откажа шетање ќе си го надополни. Јас секогаш малце ќе си одвојам време прво да ги завршам овие сите работи со ансамблот, да ја направам шемата за почетокот на 2026-та, убаво да си испратиме, да ни даде Господ здравје, многу и сила и да си ја почнеме новата 2026 година. Ја започнуваме со нашиот убав верски празник Василица, со погача, па со сите тие кумства. Да. Значи уште дружби во новата 2026. Со дружба ни почнува, со дружба завршуваме. Заслужиле. За сите оние кои што не следат, кои што пак можеби ете и од тие генерации, некако секогаш кога ве гледаат добиваат желба да бидат дел од нешто вакво, можеби имаат и талент. Дали хорот и генерално ансамблот е отворен за нови членови? Дали се зголемува бројката од година во година или веќе сте во некоја формирана бројка која што останува? Интересот е многу голем. Меѓутоа, премногу сме, 40 души активни. Таа е голема бројка, значи. Мал е просторот каде што работиме и сега сме многу, и ако се зголеми, а има интерес, што рече председателката. Има интерес многу. Меѓутоа, и овака после и настапите кај што одиме, просторите се углавном скучени, немаме. И сега многу е непријатно да му кажеш на човек доаѓа на проби 2 месеци, 3 месеци, и кога треба да настапиме дека да му кажеме, ти сега нема да настапуваш. Редуцирана бројка кај што се бара. Како овде. Така е, малку е непријатно. Ама имаме разбирање. Така да. Сега, ако ни се појави член кој стварно има глас, има познавање, има ова, нема да го одбиеме во секој случај. Така е, да. Значи сепак можност има, но со оглед на бројката, критериумите се
прилично повисоки и нели со Тешко да се работи со толку деца. Така. Есма беше со 47, јас 50. Да, ама добро ги држите конците. Ги држам, да. А умни се овие деца. Умни ми се, умни. Да. Многу ви Супер, да. благодарим ете што реков како и секогаш, така и на крајот на годината дојдовте. Одвоивте време, секогаш спремни, подготвени да ја пренесеме таа празнична убава атмосфера, да ги израдуваме и ви нашите гледачи кои што можеме да забележиме се радуваат кога сте наши гости и верувам дека нашата соработка вака ќе продолжи во 2026. Ви посакувам убаво окрунисување на годината која што изминува и многу успех во 2026, зашто ќе се гледаме нормално и ќе ги известуваме нашите гледачи. Ви благодариме секако на поканата. Среќна и на вас новата година нека ви биде, работно ќе ви биде, меѓутоа ќе имате и вие одмор да се развеселите со вашите семејства. Голем поздрав на сите гледачи на телевизија Телма. Нека ви е среќна новата година со многу здравје, среќа и берекет во домовите, да си ги пречекате, да си ги пречекаме сите заедно празниците што ни доаѓаат со една хармонија семена, со убавина и со позитивно. Со мир и спокој. Така, со мир и спокој. Среќна нова на сите гледачи. Живи и здрави. Така е, живи и здрави, тоа е најважно. Ви благодариме многу и навистина и ние уживавме, а и гледачите, тоа веќе споделив со коментари дека навистина уживаат во ова утро кое што ни беше исполнето со преубава македонска музика.